Францускиот предлог може да претрпи промени. Со ваков став излезе кандидатот за претседател на албанската опозиција Арбен Таравари. Ова практично според него значи дека преговарачката рамка може да биде модификувана. Ние мора да најдеме опција, формула со која што ќе го надминеме овој проблем. Значи, ја не инсистирам дека треба некој од нашите сограѓани да се осеќа лошо. Меѓутоа, секогаш постои формула за да се изнајдат решенија за одредени проблеми. И мислам дека повторно, јас сум убеден дека многу скоро ќе има формула за решение за уставните промени, без разлика може нешто да се додаде или да се тргне малку од целиот тој пакет на договор. Останува отворено прашањето дали сега СРСМ и Таравари и неговата коалиција ќе ги прогласи за русофили и за луѓе кои не се залагаат за Европската унија, бидејќи токму владеачката гарнитура, сите оние кои велеа дека треба да се најде решение за како да се подобри францускиот предлог преку диалог и класифицира како антиевропски играчи. Таравари вели дека процесот со францускиот предлог не бил доволно инклузивен, оти владата не ги вклучила ВМРО ДПМН во процесот. Можеби ќе имаше подобар предлог, можеби можеше нешто да се коригира и потранспарентен пред јавноста. Некако пред јавноста излезе адхок. Не прифаќаме, после 3 дена прифаќаме. И да беше така, ја мислам дека до сега ќе беа изгласани одредени уставни промени, кои што, видете, сега тоа се дел од барањата на Европската унија за да ги започнеме преговорите. Дали Таравари со ова подава рака кон ВМРО ДПМН, кои имаат некои слични ставови како овој? Дали претседателскиот кандидат на албанската коалиција вреди на мала врат најавува дека ќе бара коалиција со партијата на Мицкоски? ВМРО ДПМН во неколку наврати се огласи за францускиот предлог. За нив истиот е понижување за Македонија. Од партијата претходно нагласија дека се подготвени да разговараат за продолжување на европскиот пат на Македонија, но само доколку и Бугарија е спремна да направи чекори. Бугарија, според партијата на Мицкоски, треба да го почитува она што е основен принцип на владење на правото, а тоа е, меѓу другото, почитување на пресудите на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, кој што е највисок суд за човекови права во Европа, а таму има 14 пресуди кои што Бугарија не ги спроведува. Македонија мора да има и јасни гаранции за својот многовековен идентитет, но исто така дека нема да има следна станица за повторно вето, како што треба и граѓаните да видат прогрес во однос на преговорите со Европската унија, во однос на економската благосостојба, што е најзначајно за нив.